Во точно 7 часот ви велам добро утро, драги мои. Добре дојдовте на фреквенцијата на Телевизија Нова. Хајде заедно да се разбудиме, а потоа и расонуваме. Следните 3 часа ќе имаме интересна дружба, многу гости во студиото на Телевизија Нова, како и секој утро и ова 3 различни теми. Затоа кои ќе бидат темите, слушајте внимателно. За тренингот во теретана, тоа е првата тема, за тоа како треба да изгледа тој, за кардиовежбите, за тоа како треба да се вежба правилно. За се во ова ќе ни каже фитнес тренерот Серџо Спасов, а во негово друштво ќе биде Ивица Алексовски, човекот од кого ќе слушаме како со помош на боричките вештини да го оформиме своето тело. Сексуалните работници и нивните поддржувачи во Македонија повикуваат на солидарност во борбата против насилството, зголемување на заштитата од институциите и промена на перцепцијата на јавноста кон нив. Со таа порака и екипата на ИТН ќе се придружи на маршот на црвениот чадор и со тоа ќе искажаме поддршката токму кон оваа група, кон сексуалните работници во Република Македонија. Љубов кон самиот себе е лекот против емотивните манипулатори, ќе ви рече Ксенија Николова. Токму денеска во нешто по 9 часот и 20 минути правиме промоција на незиниот 4ти роман, книгата Емотивен манипулатор. Не е тема за дилема, но некогаш има и дилема како треба да изгледа, например, тренингот, кога тој треба да се спроведе, што е најдобро, кои се најдобрите вежби, кои што нели даваат најдобри резултати. Но имаме и една, како да речам, подтема на оваа тема или тема која што исто така важна како и оваа. Како со боричките вештини да го оформиме своето тело. И двајца вистински гости во студиото на Телевизија Нова ова утро, Серџо Спасов и Ивица Алексовски. Добро утро, добро ни дојдовте. Како тргна се? Вие го запознавте Ивица или како? Тој ве внесе во светот на... се запознавме скоро на сајмот за фитнес, хелти, велнес, кој се одржуваше во градскиот парк пред 3-4 месеци. Имав јас свој штанд, он имаше свој штанд, он ќе си каже за неговото што го води. Така, тука се склопи некоја соработка, после станавме пријатели. Се развива се поеќе. А при тоа, Серџо, кога влеговте во фитнесот, да речеме, знаевте за него, за неговите боречки вештини? Ја испринтав, тука има, тука за читање, бај. Имав слушнато за него. Он има и негова сала, значи имав слушнано луѓе дека одат кај него на часови, така, но немав прилика да го запознавам лично. И сега како фитнес тренер ќе научите нешто од Ивица или? Да, па соработуваме сега. Во кој дел? Што е најдобрата боречка вештина за вас? Па во тој дел не се мешат. Не се мешам, не, соработуваме поише на друга основа. Да. За тоа во другата емисија. Така е, да. Ивица, добро утро и за вас, добре ни дојдовте. И сега вака средно полициско и некако ќе речат луѓето, па добро, треба да знаеш боречки вештини. Ама не треба да отидеш до крајот на светот со боречките вештини или треба ако сакаш? Па тоа е еден вид на надоградба, како што спомнате, средно полициско, па завршивме факултет, па магистриравме. Се тоа као небитни работи се многу битни ствари во животот. Обично луѓето го учат школата за да најдат некој добро работно место, кај мене не беше тоа случај. Исто во боречки вештини не може да ги вежбате денес, утре и сега од заутре ќе нема да ги вежбам. Да. Значи тоа представуваат еден лајфстайл, еден начин на како вие функционирате секојдневно. Значи тука кога збориме за боречки вештини, сите мислиме кидаме, не ќе се тепам, сакам така да научам. Сакам така за себе да научам нешто. Значи не е тоа е представуван комплекс од физички вежби, од ментални вежби, од разни работи кои што мора да ги стекнете да ги научите во текот на тој процес на едукацијата. Значи тоа се хигиена, респект, почитување на постарите. Не постарите мислам само по години, по ранг, Значи тука е еден склоп на некои работи што боречките вештини го имаат како како свој од древни времења, да кажам. Значи благодарение, сите знаете дека во пример во Кина или во Японија имаме институти и факултети кои што се за боречки вештини, кај што има, мислам дека поголема дисциплина него војската што е денес. На тој принцип функционираат. И се благодарение на животниот пат, мој да кажам, секој ден се надоградуваш, сме стигнале некоја граница кај што
можеш да кажеш дека дури сега знам дека ништо не знам. Значи, тоа е еден Ама тоа е најдобрата варијанта, така? да, тоа е најдобрата. една бескрајност како да кажеш. Значи може да испитувате, ни требаат може не знам 10-20 животи да преживееме за да чепнеш од себе по нешто. Така. Ако некогаш на почеток, ајде само уште ова прашање врзано за тренинг, па одиме после со тренингот и во однос на фитнес. Ако некогаш сте вежбале 3 пати во денот, како е сега? Па да, сите стартуваме со 3 пати да кажем за ова. Денеска имам по 4 тренинга дневно, имам 4? утрински, па А добро, вие спиете, освен тоа, јадете, ништо друго правите или баш само? со се тоа комуницираме. Тоа е напорно пример ке мене во Центарот за борички вестини The Strongest имаме групи за ММА и посебно за бразилска џуџицу, за кикбокс, за джиткондо, за мали дечиња, за женски имаме кикфит. Така имаме еден склоп на нешто кај што секој би можел да се најде. пронајде. Она што го спомнавме, дали боричките вештини допринесуваат за оформување на здраво тело, и како можам да кажам, да потврдам. Кај нас еве имаме над 150 члена сите заедно. Во глобала, да кажам, во голем процент се здрави момчиња и девојчиња со дел се од репрезентација на Македонија, одредени вештини, одредени спортови, кои што кога дошле немале такви, да речем, навики на јадење, на спиење, на одмор, да темпира храната, да темпира тренингот, сега полека влегуваат во еден процес кај што тоа веќе за нас нормално секојдневно, а тие си привикнуваат и имаат бенефит од тоа. Супер. Сега одиме кај тренингот во однос на фитнесот. Кога е најдобро да се вежба? Мислите кога во текот на денот? Да, или во кога- текот на денот. Значи, тренингот како тренинг си носи своји бенефиции. Дали ќе одлучите вие, дали мислите дека е подобро да вежбате наутро или да речеме во одреден дел од денот, тоа зависно од вашите дневни обврски пред се. Знаеме дека овој живот е малце побрз, Да. па секој не може да стане многу рано сабајлен или луѓе идат на работа и со обврски. Како што кажав, значи секој тренинг си носи свој бенефит. Да речеме, секако дека после тренинг се чувствувате посвежи, попозитивни, нели? Па некои луѓе одлучуваат тренингот да го направат од сабајле, така да го почнат денот, нели, посвежи. Меѓутоа и во текот на денот, после неколку оброци, да речеме, ако одлучите тренингот да ви е, да речеме, во подоцните часови, па искористувате храната што веќе сте ја внеле, така да и тоа има свој бенефит. Така. А како треба да се одвива еден, еве само во наводи, нормален тренинг? Мислам, нели, да не разберат погрешно дека се што прават не е нормално, ама да им кажам најдобро да прават. Нормален тренинг пред се треба да започне, според мене, треба да започне со истегнување. Значи, истегнувањето е многу важен дел од тренингот. Многу луѓе, повеќето, можам да кажам 90% го рипаат. Почнуваат одма со тешки напорни вежби, без да му се даде А флексибилност. ова се на ивица дел од инсертите, добро. Дали може само да замолам од режија да ни пуштат како изгледа кардио вежби, така ги гледавме минатиот пат, па може би е добро да ги видиме уште еднаш за Тоа да беше високо интензивен тренинг. Значи, споменав за истегнувањето. Со истегнувањето нели ја забрзуваме циркулацијата, добиваме 2 до 3 степени поголема температура на телото, добиваме флексибилност на мускулот, веќе е спремен за наредната фаза на тренингот. После истегнувањето треба да следи благо загревање, офаќаме поголем дел на групи на мускули. Тоа се да речеме чучњеви, склекови, скокови, каде што веќе сме спремни за да почнеме одредена група на мускули. Понатаму следи главниот дел од тренингот, каде што нормално, зависно од тоа кој како одлучил да вежба, нели некој има повеќе внимание посветува на тежински тренинг, некој повеќе внимание на кардио. Меѓутоа, пред се мора да се започне со истегнување и загревање. Што, еве, например, Ивица може да каже дека не е случај. не е во случај кај нив. боревачки Па да, вештини, сакав да затоа прашам како изгледа или што е разликата. Аз имаме разни, да кажам, типи шеми како да работиме. Например, тоа што го прашавте Серџо, во кое време е Во најдобро. кое време е најдобро, да. Кај што ни се групните рекреативни групи, времето варира према Да, према нивните Да, обрици. сега е нас е малку лошо за разлика да речеме од теретаните, затоа што ние имаме фиксна група, фиксно време, мора тоа што да е. Кога збориме за текпичарскиот дел, треба да имаме тренинзи, треба да имаме барем дел од тренинзите во периодот кој ќе биде турнирот. Например, ако турнирот е, не знам, во 12 часот попладне, треба одреден број на тренинзи да ги работи тоа време за да може телото да се навикне на да тој временски период. А како изгледаат тие ваши тренинзи?
Поприлично напорни. Како Поприлично си напорни издишав? затоа што мораме ние на тренинг да ги спремиме. Значи имаме припрема од дечиња од 5 години, кои што ги спремаме за турнир и носат медали, и имаме момчиња или девојчиња од 20 и 20 и нешто години. Тренинзите се по интензитет, значи ке малите се малку по низок интензитет, но не се низок интензитет. Значи мора да го спремите некој кој што се такмичи да биде баш во врна форма за време на тренинг, за да може на турнир да му биде како така полесно. Ако на тренинг интензитетот лабав, е низок, тогаш на турнир нема да направиме ништо. Затоа што на турнир превладуваат и трема, адреналин, Се. и многу работи кои ќе се повреди ако има претходно, кој му е противник, па како ќе се бори, па стратегии. Значи тоа е еден комплекс од повеќе вежби. Да. Тоа е во однос на времето кога да вежбам. Имаме се разни А тоа со истегнување и такви работи, тоа е ние нормално на така. почетокот на секој тренинг ги имаме тие стандардни вежби, значи во еден вормап кај што можеме да го, кај што треба да го загрееме телото, кај што може да го истегнеме, за да можеме да го доведеме до максимум. Зашто кога ќе почне да речам спарингот, одредена нога или рака може да отиде во некоја позиција што не секојдневна, да кажам, да не дојде до повреда, ние го премиме тоа. Значи тоа warm-up, тренинг, cool-down мора да го има на секој тренинг за да ги превенираме овие повреди што настануваат. Благодарение на тоа ќе имаме континуитет и ќе можеш од еден рекреативец или од еден такмичар да направиш нешто на повисоко ниво. Така е, да. Кои се да речам, најпопуларните во моментот? Кардиовижбите се најпопуларни или најдобри се тие? Како има најдобри и помалку добри во тој дел? Или зависно од тоа што сакате да сторите со себе? Зависно од тоа каков резултат сакате да постигнете. Моментално, како што гледам, луѓе многу повеќе време посветуваат на кардио, што е во секој случај мала грешка доколку сакаат да Морам го да ве доведат прашам само тоа телото. со кардио ми рековте дека е нели да речеме адреналин и така натаму забрзување на срцето, на пулсот. Дали треба претходно да речеме да ги знаеме своите можности на своето сопствено тело или можеме само да одиме чекор по чекор во однос на кардиовижбите? Па за тоа колку може вашето тело да издржи, ќе си мислам може да осетите сами после тренинг 2. Да. Многу е битно пред било што да почнете да правите, малку барем да се едуцирате. Знаете, живееме во време каде што може да видите буквално Google ни е се на тука. интернет, да, значи може да прочитате книги, било што, значи исто и за исхраната зборам, пред било што да внесете ново во организмот, мислам дека истражете, видете, значи немојте на своја рака. Да. Најголема грешка што да прават, да кажам, почетниците е што држат кардио тренинзи кои траат по саат-два, па губат нели на мускулна маса, па немаат резултати, па телото е изморено, па задржува уште повеќе масти, па се форсираат, па им паѓа и метаболизам, имунитет, па доаѓаат и нели настинки, грипови, вируси. Значи има правилник како треба да оди еден тренинг. Ќе кажам уште еднаш, ако не сте сигурни дека правите нешто како што треба, ако после одреден период, значи не добивате резултат, значи сигурно правите нешто погрешно. Така е, да. Кога ми рековте 150 луѓе рековте се во клубот, тоа значи добро и повеќе. Тоа значи дека македонците имаат свест за тоа дека со помош на боричките виштини се оформува здраво тело, здрав дух, тоа нели тука е неисено и дека може да го оформат своето тело, да. Па има, ние веќе постоиме 20 години, мислам. Клубот како клуб. Тие стипките што беа, тоа беше од старата сала, сега имаме нова сала со модерни услови за вежбање, со повеќе простор, на нешто што требало претходно да го имаме, ама финансиски средства сме биле малку по-кратки. Сега имаме добра сала каде што имаме секој ден нови члени. Значи правиме дојде период сега пред некој месец дена каде што кажав за таа и таа група веќе нема каде ги ставиме. Нема место. Значи има се поголема, пошто знаете кога ќе отидете у сала за бодибилдинг сам да вежбате или во сала во теретана или кардио или сепак треба да имате стварно нешто да ве бутка за да работите. Да, така е. Кога сте на тренинг и кога се поготово група на луѓе, значи тоа има колективна свест, има колективна енергија кој ќе дадеш еден знак да се нешто почне
и кога ги имаш тие околу Ама и себе, некаков надпревар, така е, да. 20-30 пријатели околу тебе или колеги, атмосферата е друга. Еве сите се созжуваат со една работа, сам да вежбам, ни пола нема да го вежбам. Тоа е факт дека е така. И во секоја мислам дека област, така, во Сережо што го збори, вежбањето, така. па најголемата, да кажем, глупост кај луѓето е, не сега ќе си земам некој суплемент, ќе си отидам на Варда, ќе си трчкам малку и ќе си ослабам. Значи не иде тоа така. Сепак е тоа наука, сепак е тоа знаење, сепак е тоа што по што, кога се јадат јаглен-хидрати, кога протеини. Еве и буречките сами по себе, буречките вештини не прават чуда. Ако вие немате добра исхрана, немате како што треба суплементација. Значи ние еве имаме една продавница на Стронг Шоп, доаѓаат луѓето, буквално нема никако познавање. Да. И ги мешаат работите. И вие треба да ме обясните што да јаде пред тренинг, што да за време на тренинг, што после тренинг, што навечер, што на сабај. Така, што е најдобро? Тоа се склопува Да. со здравата исхрана, со одмор и со тренингот. Така. Тогаш има резултат. Да. Еве јас имам момчиња што стварно на тренинг вежба. Ама калорискиот внес на дневна основа му е 3 пати поголем него јас што ќе му задам начин. И ние цело време сме уедно бркање, ама тој ме победува мене. Значи не можеме да направиме ние чуда ако самиот тој Не е свесен Сам за тоа. себе се победува. Така е, да, самиот ни се победува. Во однос на тоа како луѓето зборувавме за тоа дека нели луѓето веќе во однос на фитнесот имаат навика некаква, нели да одат во фитнес сала па да внимаваат на своето тело. Но колку треба да се буткаат луѓето како велат или колку во тие да речеме нели кога се работи за професионален фитнес тренер нели одите и со сам еден човек кој што Да. треба да го избуткате како да кажам напред. Потешко е тогаш? Таа еуфорија околу одење во фитнес центри и менување нешто во начинот на живот обично се случува пред летен период. Сите тогаш сакаат сите да се сакаме, да. спремаат за летно време, па зимава као гледам одмараат. Инаку Значи не се прави тоа тогаш, да им кажеме веднаш. Еден тек, Така, да. што го спомнав. начин на живот не е само одреден период дека треба да го правите во годината и тоа е тоа. Инаку во врска со нели со давање мотивација на клиенти, тоа беше прашањето така. Стрикно мислам јас сум со клиентот цело време дур трае текот на Тренингот. часот, нели? Да. Сега нормално го мотивирам и психички и нели физички полека доколку не може да издржи, нели идеме полека сега. Чекор по Никој не чекор. се спрема за такмичење, јасно. Да. Инаку гледам дека кај прават грешка, значи луѓето некако сакаат да избегаат овој реален свет, па некако за солништето си го бараат во фитнес центри, тоа можам да кажам за многу луѓе, па остануваат и 2 до 3 часа таму. Гледам има, значи идат од една справа на друга, па прават кардио, па пак група на мускули, па пак кардио. Едноставно за солништето си го наоѓа таму, бега некако од реалниот свет. Така мисля дека ќе постигнат повеќе резултати, што е многу грешка за тоа што пак ќе кажам, многу тоа штите телото, еден тренинг не треба да трае повеќе од час до час и 15 минути, нели? Зборам за фитнес вежби, Така. нели за борелачки И ви се вештини. смее. Да. Секогаш е така, да, па имам кај мене пример кој ќе дадат и сега што се кажа да тренираш, ММА, джиткондо. Како Па ај сак- кажете ми само кои се ММА е мешани боречки вештини, мешани. Ultimate Fight, ова што е во Добро, кафе што се добро. борат. Джиткондо е стрит фајт за на улица. Бразилска џиу-џица станува се популарна, тоа се техники на фрлање на зафати на полуги, нема удари, со кимоно се работат. Кикбоксинг имаме, за дечиња имаме и се обично луѓе доаѓаат, на пример, некој и вика колку треба тренингот, сати 15. Ништо. малку. Ја вам ќе бев 2,5 сати веќе. Значи не значи многу тоа дека е добро. Факт тоа е и за јадењето еве. Не знам, витамините се здрава работа, ама ако претераш со витамини, Така, ќе направиш ќе направиш минуза бели. на телото и Значи мора да има некој сооднос, мора да има некој да Баланс. те води. Кај нас сега на тренизиве, јас сум им татка, и мајка, и професор, и учител, и нутриционист, и све што треба да му кажеш, да. му кажеш да го поведеш и ти треба да му даеш пример. Например, ја не можам да замислам тренер за боречки вештини со толкав стомак да кажам, со цигарата во рака цело време. Сликите по интернет сите имаме са профили, се по кафани. Значи, едноставно тој ќе треба да се Пример е некаков. примерот да Така. види од тебе, ќе биде како тебе. Значи ова што го правиме ние, сепак ти треба да изгледаш добро, треба да бидеш стегнат, треба да пазиш на храна, треба да пазиш што постираш на интернет, не може да се какви глупости да постираш. Сепак е
Не е само да се направиш. така, нели? Не е само те гледа тоа да живееш у една живее тука. У една таква насока за да можеш да им малку да им допринесеш на нив да го сменат своето мислење. А која е најдобра буречка вештина според Ивица? Па нема најдобро, тоа јас се Нема прашам најдобро? која е најдобро марка на автомобил. Аха. Јас со автомобилите врска немам. На нешто, не знам, Да. на женска парфеми, ташна, на фарба, на парфем. на Тоа е чанти, да. различна категорија, значи секоја боречка вештина си има бенефити. За вас ве прашав, лично вам која ви е така при срце? Најдолго е вежбам, значи највише стигнато по звање ми е тоа е Jeet Kune Do, тоа е комплекс од сите боречки вештини, формирана од легендарниот Брус Ли, да кажам, техника која што денеска се вежба во специјални одреди, која се вежба во полиција. За жал не и кај нас, кај нас се вежба нешто од Тито оставено, да кажам, тогаш некои скрипти. Е вештина кај што имаме сите техники, удари со рака, со нога, техники со ножеви, со палици, со борба на двајца. Значи тоа е комплексна работа, значи баш факултет. Исто тука можам да споменаме многу добра боречка вештина, боречки спорт е бразилската џиу-џица и ММА, затоа што цело време работиме на рачни удари, ножни удари. Значи тука имаме аеробен, анаеробен период, па имаме изометриски период во бразилската џиу-џица како кој што на еден начин допринесува за квалитетот на мускулот. Еве ќе да ги гледаме билтерите се 130 кила голема мускулатура. Маса. Таа маса на мускули бара кислород. Значи вие не можете да внесете колку што ќе потрошите. Затоа викаме 2 пати, 3 пати ќе замавне и ќе падне. И застане. Значи сепак треба да има тој мускул еден квалитет. Може да биде голем, али треба да има квалитет. И благодарение на овие вежби. Или ќе споменам кикбоксингот, исто имаме група кај што работиш цело време нога, рака, нога, рака, нога, рака. Ти сакал не ќе потрошиш доста калории. Ќе работиш на поголема група на мускули, и на раци и на нос. Да. Затоа што ако идеме у теретана и вежбаме една мускулна група или една ќе дојдете на одредена справа, ја фиксирате само таа мускулна партија или само тој мускул. Во боречките спортови не е така, тоа е како во пливање. Да. Све работи. Се работи. И рака, и нога, и глава, и уши, све комплетно за да може да ја направиш одредена техника, да ја направиш одреден удар, што е многу добро за оформување на телото. Да. Колку се жени во однос на мажи во однос на фитнесот и желбата со фитнес за постигнато формување на своето тело? Имате некоја, барем со вас оние кои што работат или не знам. Па да, што повеќе интересно има во прашање. фитнес салите? Па различно, можам да кажам дека Пата са. 50-50, да. ја мислам. 50-50, да. Да, што е добро. Едниве си имаат, значи, една Свои замисла, другиве си имаат друга Така. замисла. Значи, има и такви, нели, што доаѓаат само за здравје, нели, така. Онака, да се релаксираат. Да, вика, ја за здравје си вежбам. Добро, вика. И тоа е добро? Сега, да. секој Било како, мотив. нека има активност, јасно, Да. нека има активност, нека се троши таа негативна енергија. Најдобро е. Така. Подобро е така. А во однос на боричките, што има повеќе, мажи или жени? Сепак се уште имам повеќе машки. Повеќе мажи? Да. И може да кажам во задно време, на пример, и жените, на пример, доаѓаат сака да вежба ММА. Она што борби во кафез, да кажам, нешто. Борба во кафе, жени сака да вежба. Да, пази, они не мора да се такмичат, не мора да бидат на проверувачи. Рекреативно го вежбаат. Зашто? Затоа што тој комплекс на вежби е стварно добар. Значи имаш техники Себе на вреќа, научувани, рака, нога, така е, да. удари со лаки со колена, кажа цело тоа работа. Па имаш борба во клинч, па ќе што има фрлање, запади, не знам. Имаш борба доле. Имаш борба доле со удари. Па има, значи тоа е комплекс кај што веројатно пример претходно кога идевме по фитнес салеве, по бодибилдинг салеве, одредена мускулна партија не можеш ни да ја чепнеш со одредена справа. Овде кога работиш само тоа што ќе легнеш доле, ќе ги дигнеш носите нагоре, ќе работиш нешто, работиш од друга средина, од друг агол. Така. Така да тие мускулатури што се формираат внатре или корот се ојачува најдобро со тие вежби, да кажам. Каде што на одредена справа не можеш да го погодиш така. Така. Затоа се овие идеални луѓето задње време се попаметни ради интернетот. Ќе седне, ќе прочита. Си попаметни, па добро е ова. Да. Не учи нешто Ќе добро. дојде на пример на тренинг, веќе знае што е што. Што се вежба, видео на YouTube, видео на Така. Facebook, на Instagram Да. и веќе доаѓаат на некој начин барем малку спремни. Прво не беше така. Ивица, порано мислам дека имаше некоја стигма, да речеме, во однос на тоа дека тој што вежба боречки вештини не користи многу глава во тоа што го вежба. Јас сум сигурна дека не е така. Зборуваме за мозок, зборуваме за, нели, ти ако не си добар со својата мисла, ништо од бизнисот на учењето на техники. Напротив, тоа што го споменав. Нели, ама го знаете тој став, нели, на во минатото кој што сме го имали. Ние ги зимаме Кина и Јапонија како земји за пример за многу работи, така?
Не се ти е без памет Така. да направат академии и школи кај што имаат по 10.000 ученици, благодарение на боречки вештини. Така. Ме вежба 10 боречки вештини, факултет за боречки вештини. Што е работата, државата му нашла работно место, кој ќе заврши, ќе биде тренер по боречки вештини, таму и си вадат кадар. Да. Значи исто боречките вештини се еден дел е физичкиот дел. Што го работиме сите. Зашто Така. сме тука сега мислам. Да. Вториот дел е менталниот дел, кој што е Менталниот. многу битен. Така. Оној комплекс од тоа заедно го ќе испоиме тие двата, јин и јанг, Да. кој ќе направиме една смеса, тоа е уствари животот, тоа е целата работа. Например, многу закони што функционираат во реалниот свет, ние ги имаме како принципи во боречките вештини. Да. Многу филозофии што ги имаме како функционира целиот космос, ние ги имаме во боречките вештини. Брус Ли, благодарение на неговата, како да кажем, интелигенција во тоа време, направил работи пред 40-50 години што денеска ги имам. Он бил 40-50 години Напред. понапред од све ова денеска што се дешава. Да. Така да, можам да кажам дека премногу треба да имате мозок. Да. И Премногу треба да го користите развивате, мозокот. а и благодарение на, еве сега ќе ви кажеме пример, кај малите деца на пример, кога изведуваат одредена вежба, удар, ваков, таков, бранење, фрдање нешто, исто виугите во мозокот се развиваат како да учи лекција и како да учи нека песничка нешто. Така да имаме деца кои што доаѓаат кај нас, иду школа кај нас, автоматски треба да е понапред од, може нема да биде прв оделение, ама лично за сега Ќе ќе биде научи. многу понапред. Така. А во однос на фитнесот, има тука користење на сепа и на... Па мислам дека од самата дисциплина, значи Така е, да те создава да си подобар. Да. Ве зајакнува и како карактер и цел ментален тој склоп, значи одење на тренинзи, посветување повеќе внимание на храна, на Мислење, вежби. едноставно, нели со таа мисла, се будиш со таа мисла, заспиваш Едноставно тоа. добиваш и повеќе нели самодоверба. Се градите како личност, значи не е само дигање тегови, туку е цел еден ментален склоп како што каже Ивица. Да. Да, баш така Баш ваде така. кај нас тигање тегови. Да, баш така е. Нели кога ќе речете фитнес и одам да Бебе дигам ке мене тегови. во продавница доаѓаат во Стронге Шоп и ми вика дај ми некој протеин и му вика ама не ќе видам како ви насликава. Не икам. Значи тоа е, видете, тој на сликата е светски првак и тоа е нешто што нормален човек тешко ќе достигне. Значи тоа е невидена, како да кажам, абстиненција од многу работи, од ноќен живот. Да не ви кажам за храна какви рестрикции прават. Па колку дена се само на вода, па. Значи тоа се борба сам со себе. Така. И сега они го мислат како бодибилдингот или фитнесот е, мускуле ќе кажа. Ево Тоа е како нау. вие билдери ве вика. Да. Пример има некој епитет е даден за луѓето што идат во теретана, демек еве овие билдериве, демек не знаат ништо, па само со теговите и со меѓутоа све во Не е баш склоп на така. тоа да, цела наука. како ви тече нели нормално и начинот на живот. Така. Тоа е само нели дел од денот на Да, кој посветувате посветен на внимание на сами себе, да се изградите како личност пред се, така нели е. физички, па и психички. Супер. Ова супер за крај. Не додавам ништо, ви благодарам за ова искуство. Се гледаме повторно и следниот Фала ти понеделник. многу. Така, да. Ви благодарам и вам што секако уредно се надевам не следевте и поднаучивте многу нешта. Останете на фреквенцијата на телевизија Нова. Сега е време за пријателите наши, а потоа и второто утринско издание на Весите заедно со Александра Велинова. Ќе ви кажам кој е хитот за оваа недела. Значи цела недела ќе ги слушаме Супер Хикс по повод од личниот концерт кој што го има во малата сала на Борис Трајковски. Ви велиме рам парарам за добро утро. Уживаме. Сега знам, овој пат не го оди некој друг, иако имам чувство дека пак се врта
всички сите сопки вешто да ги избегнам. За да ти кажам, хей, ти, погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, те умрам. Хей, ти, погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, те умрам. Рам, парарам, парарам, парарарарарам, парарам, парарам, парарарарарам. Тешко е, но на крај, знам јас пак ќе успеам. Покрај сите барикади стојам и не попуштам. Издржав и на крај, во очи ќе ме погледнеш, насмевка на лице стои и пак ќе чекаш да јас да ти кажам. Еј, ти, погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, те умрам. Еј, ти, погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, те умрам. Ram, pararam, pararam, parararararam. Ram, pararam, pararam, parararararam. Pararam, pararam, parararararam. Parararararam. Pararam, pararam, parararararam. Pararam, pararam, parararararam. Ej, ti, pogledi za tebe, živeam za tebe, postojam od tebe, te umram. Ej, ti, pogledi za tebe, živeam za tebe, postojam od tebe, te umram. Почитувани поддржувачи и представници на медиуми. Тука сме на 10-тиот марш на Црвениот чадор во Скопје. 10-тото јубилејно одбележување на 17 декември, меѓународен ден за стоп на насилството врз сексуалните работници. Дозволете ми во името на неколку илјадници сексуални работници во Македонија да го кренам гласот против сите игнорирања кон сексуалните работници. За сите лоши политики кои само уште повеќе набуткаат на дното. За сите предрасуди и стигми кои стојат како мрачни облаци врз нашите глави. И да го кренам гласот против оние кои спроведуваат двојни стандарди, осудувајќи го нашиот начин на избор, истовремено изживајќи во нашите услуги. Овој ден има интернационална димензија. Во многу земји широм светот, сексуалните работници маршираат со црвени чадори во рацете со цел да бидат слушнати од општеството, институциите во земјите каде живеат и работат. Но да не заборавиме дека овој ден започнува да се одбележува како спомен и почит за жртвите сексуални работници на убиецот од Грин Ривер, САД, кој токму на 17 декември беше осуден на доживотна затворска казна. Затоа повеќе од една деценија сексуалните работници низ целиот свет го одбележуваат овој датум со порака да се запре насилството врз сексуалните работници. Да немаме повеќе исчезнати, претепани, понижени, обесправени и убиени сексуални работници. 10 години е период во кој ние сексуалните работници можеме да сумираме што се променило во нашето општество, што сме постигнале со организирањето на традиционалниот марш на Црвениот чадор. Од тука имаме резултати со кои можеме да бидеме горди, но истовремено резултати кои се поразителни. После 10 години Македонија има силна и гласна заедница на сексуалните работници, тоа е тоа што не прави горди. После 10 години сексуалните работници имаат голем круг на поддржувачи.
После 10 години ви имаме и вас, медиуми, кои правилно и вистински известувате за она што ние говориме, за нашите барања, проблеми. Но лошата страна од нашата приказна е се уште присутна. 10 години нема слух за нашите проблеми од страна на институциите. Се уште имаме случаи каде полицијата постапува лошо и непрофесионално спрема сексуалните работници. Имаме непрофесионален однос од страна на социјалните служби. Ова е тоа што треба да се смени во иднина. Прифатете нашата слободна волја да избереме оваа работа. Ве замолуваме да ги тргнете на страна сите ваши лични морални вредности, осуди, табуа и навреди. Сексуалната работа е нашиот избор на професија. Ви благодарам. Да. Сексуалната работа е нивни избор, а ние сме тука само да ги надминеме предрасудите и да речеме дека секој има право да го работи и да го живее животот баш онака како што тој самиот одлучил. Знаете, веќе спомена и една од сексуалните работнички кои што вчера беа нели на маршот на Црвениот чадор. Зошто токму 17 декември се одбележува за ден кој што треба да биде во борба или треба да не однесе во поголема борба против насилството над сексуалните работници. Токму затоа во студиото на телевизија Нова е Силвана Наумова од ХОПС. Имате вие некои истражувања на оваа тема, значи колку ние како општество веројатно сме тука и сме со, како да речам, со отворен ум за тоа дека треба да прифатиме се што е можеби не ни се допаѓа, ама тоа дома ако не ни се допаѓа, така надвор секој има право. Добро утро. Благодарам за поканата во вашата емисија. Поздрав до гледачите на утринската емисија. Сдружение ХОПС од 2000 година започнува со програма за поддршка на сексуални работници. Програмата првично започнува за превенција на ХИВ, СИДА и други сексуално преносливи инфекции меѓу сексуалните работници, а потоа се надградува со други сервиси како социјален сервис, правен сервис, здравствен сервис и така натаму. Стигмата и дискриминацијата кон сексуалните работници се многу големи во нашето општество, како и вие сами што кажавте. Тука сме за да пренесеме информации во надминување за на стигма и на дискриминација и особено насилството кое го трпат сексуалните работници. Нашето искуство и директната работа скоро 18 години со сексуални работници го потврдуваат и одредени истражувања кои се спроведени во однос на стигма, дискриминација и насилство кон сексуалните работници. И што велат истражувањата вака низ години? Ве има ли некаков напредок? Еве сексуалната работничка сама рече, нели, некаде сме, можеби сме горди, тие се горди вели затоа што нели имаме начин на собирање, па така, нели, како група, па одиме во барање на своите права. Но што со другите работи? За жал можам да кажам дека немаме многу поместувања во однос на стигма и дискриминација и насилството кое што го трпат сексуалните работници. Сексуалните работници според едно истражување на Реактор од 2012 година се група на луѓе заедница кои што се најмногу изложени на насилство заради омраза, заради тоа што се сексуални работници и заради тоа што се жени. Другите истражувања исто така покажуваат дека најголем дел од испитаниците во истражувањата трпеле насилство од нивни клиенти, од полиција, од случајни минувачи, исто така често се и жртви на семејно насилство. Меѓутоа, главниот проблем со кој се соочуваат е ненаоѓањето на позитивен одговор од институциите кај што треба да се пријави. Значи, нивната мотивација за пријавување на било каков тип на насилство е многу мала, многу ниска, заради стигма, заради дискриминација, заради морализирање на проблемот кога ќе се обидат да пријават и така натаму. Да. Што прави ХОПС на таа тема? Вие велите имаме ние свој начин и како да им помогнеме или да им го лесниме патот кој што тие сакаат да го одат, така, ако тргнат во тоа. Програмите на кои што работи ХОПС се програми за намалување на штети во сексуална работа, односно тоа значи ние ги прифаќаме како возрастни полнолетни луѓе кои што ја избрале својата професија доброволно. Тоа што они нам треба на сите во главата да ни влезе, така дека треба тоа да биде прифатливо и реално. Бидејќи тие луѓе доброволно се занимаваат со сексуална работа. Сервисите кои ние ги нудиме се поддршка од социјален работник, правник,
медицинско лице, односно им обезбедуваме бесплатни гинеколошки прегледи, тестирање за ХИВ, СИДА и други крвно-сексуално преносливи инфекции, едукации на различни теми поврзани со нивно сексуално и репродуктивно здравје, но и со нивните права. Заради тоа што многу често се случува нивните основни човекови права често да бидат прекршувани, а самите тие да не знаат не се свесни кои се нивните права и кога и каде во кои институции им се прекршуваат тие права. Да, Силана, веројатно ако живееме во вакво стигматизирано општество, нели, дискриминирачко кон една заедница, така некако нормално ќе ти влизи во умот дека тоа треба како нормално да е. Така нормално да е да не ме сакаат, нормално да е да ме тепаат, нормално да е да се живуваат со мене. За дел од сексуалните работници можеби и тоа е веќе прифатен начин дека општеството така ги перцепира, меѓутоа добар дел од сексуалните работници се свесни за своите права и се борат за своите права. Тоа го покажува и маршот, каде што самите сексуални работници организираат марш по повод 17 декември, меѓународен ден за стоп за насилството врз сексуалните работници, самите да кажат дека доброволно се занимаваат, сакаат да се занимаваат со сексуална работа, а другите луѓе треба да ги почитуваат нивните човекови права и да ги остварат нивните права нели во системот. Сите прекршување на права ги става само повеќе на маргините на општеството и не можат да дојдат до сервисите кои им се потребни. Така, ќе зборуваме и повеќе за сервисите. Јас можеби еве да ве повикам и вас, драги мои, доколку имате некој став, некое мислење, секако ваше е тоа, нели, што ќе мислите и како, но сите сме тука да кажеме стоп против насилството врз сексуалните работници. Тоа сме договорени барем во рамките на отворената утринска програма на телевизија Нова наречена информација, точно и навремена. А сега е најважната информација која што треба да ви ја кажеме таа дека ќе ги погледнеме изјавите од вчера одржаниот марш на луѓето кои што се занимаваат исто така како и ХОПС со одење во нели одење заедно во борбата против насилството, тоа се стар и тоа е, помогнете ми само, коалицијата сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници, Драгана и Борче Утаму ни изборуваат токму на оваа тема. Тоа тие го кажа вчера на одржаниот марш на Црвениот чадор. Нашето конзервативно општество, од она што може да се види од перформансот кој што девојките синоќа го изведува Скопскиот Red Light District и маршот на црвените чадори, можеме да забележиме дека девојките и после 10 години се уште издегуваат со маски на своето лице. Тоа е пред се заради стигмата која што е присутна во општеството. Ние понатаму се бориме институциите да го препознаат прекршувањето на нивните човекови права, меѓутоа од друга страна и да ги охрабрат, да ги пријавуваат случаите на насилство кои што се присутни во голем број. И веруваме и цврсто сме убедени во тоа дека сексуалните работници може да бидат најдобрите сојузници на институциите, особено на Министерството за внатрешни работи, во однос на сузбивање на криминал кој што е поврзан со действија, кои што се поврзани со трговија со луѓе, затоа што многу често нашите институции слободната сексуална работа ја поврзуваат со трговија со луѓе, која што нема никакви допирни точки и многу често Министерството за внатрешни работи наместо да ги таргетира експлоататорите, ги таргетира самите сексуални работници, притоа обесхрабрувајќи ги да ги пријавуваат во институциите случаите на насилство, на дискриминација, насилување, затоа што искористување на услуги кај сексуални работници без притоа одбивајќи да платите за услугата еднакво што и насилување. Оваа година направивме едно истражување кое што опфаќа повеќе сегменти од она што од правата кои што треба да се напредуваат на сексуалните работници. Меѓутоа пред се најголем проблем и прв проблем за кој што бараме мерки и решенија е насилството кон сексуалните работници. Она што е навистина загрижувачки е што полицијата наместо да ги заштитува правата на сексуалните работници, истата да се грижи и да врши прогон на насилниците и на оние кои што сака да се живуваат кон сексуалните работници, одредени полициски службеници многу често се наоѓаат во улогата на насилници. Односно, тие се тие кои што дури физички малтретираат сексуални работници, изнудуваат секс
бесплатно користејќи ја својата позиција на моќ ги уценуваат и се закануваат на сексуалните работници. Така што нашата порака е кон Министерството за внатрешни работи, исто така јавното обвинителство, меѓутоа и други органи кои имаат надлежност да ја следат работата на овие институции како што е Народниот правобранител, да превземат мерки односиските службеници кои што на ваков начин се однесуваат кон сексуалните работници да бидат соодветно казнети и опоменети согласно закон. А нормално, паралелно треба да работиме и на промена на политиките. Сексуалните работници не треба да се третираат како криминалци, затоа што, впрочем, и согласно кривичниот законник на Македонија, сексуалната работа не е кривично дело. Така што потребна е итно превземање мерки за заштита пред се од насилство, а понатаму да се отвараат секако и други прашања што се важни за регулација и напредување на правата на сексуалните работници. Ете ги слушнавме изјавите дадени вчера на маршот на Црвениот чадор, само не спомена сексуалната работничка селена, може ли да ни кажете само зошто 17 декември е денот кога што се одбележува, што се случило во Соединетите американски држави на овој ден? Малку за историјата на Црвениот чадор и зашто се одбележува 17 декември. Како на меѓународен ден за борба против насилството врз сексуалните работници, за прв пат започнува во 2001 година на едно биенале во Венеција, кога словенскиот уметник Тадеј Погачар прави инсталација, прв светски конгрес на сексуалните работници и тогаш се промовира црвениот чадор како црвената боја како боја на убавината и чадорот заштита. Подоцна, на иницијатива на доктор Ени Спрингл од Соединетите американски држави, во знак на почит кон жртвите на еден серијски убиец во Сиетел, Вашингтон, кој убивал сексуални работници само затоа што знаел дека никој нема да ги бара, дека никој нема да пријави дека се исчезнати. Дека никому нема да му бидат важни, така дека никој никаде нема да му бидат важни и на нејзина иницијатива, значи начин како да се одбележат, да се оддаде почит кон жртвите на овој серијски убиец, меѓутоа и да се започне борба против насилството врз сексуалните работници. И од 2005 година Меѓународниот комитет за права на сексуалните работници го означува 17 декември како ден за борба против насилството врз сексуалните работници. Во Македонија се одбележува по 10-ти пат, односно од 2007 година започнавме со одбележување на овој ден. Да. Какво беше чувството, бевте вчера на маршот и вие на против или борба против насилството врз сексуалните работници? Како луѓето реагираат? Тоа е она што не го видов. Различно реагираат различни луѓе. Некои даваат поддршка, некои осудуваат. Тука морам да кажам дека многу влијание има моралната компонента, дека тоа е и како ќе се научиме од дома, така некако, нели оди да работите? Па да, како ќе се научиме од дома, меѓутоа и тие се веќе поодамно усвоени норми во општеството, што е морално, што не е морално и многу е тажно кога сите тие морални норми влијаат и во законските регулативи како нешто се уредува. Не можеме преку моралните норми во општеството да ги уредуваме политиките за тоа што нас не ни се допаѓа, така да кажем. Така е, да. Имаше коментари на Facebook, на социјалните мрежи, особено пред почетокот на маршот, вечерта, имаше инсталација една, која што требаше да ни каже или да не освести сите нам, па тоа беше и различно протолкувано, нели? Сега, тоа е начин како да допре до сите нас, а почнаа луѓето, ете, готово, се отворија јавни куки, тоа е тоа, така, тоа само ни требаше, не знам што и не знам како. Дали прочитавте дел од тие коментари? Не успеав да прочитам, меѓутоа очекувано и коментарите се исти низ годините. Нема поместувања во таа нас. Нема поместувања, можеби се со различен контекст, со различен вокабулар, меѓутоа тие се коментарите. Дали ова нас ни треба, што значи тоа за нашето општество и така натаму. Да. А веројатно најдобро би било за сите нас да е ова јавна професија како и сите други, така некако? Што мислите, како некој кој што работи години наназад, нели воопшто? Така. Ваше мислење сега, нели го барам? Потребна е промена на законската регулација кај нас.
не е кривично дело, како што каже и колешката Драгана, се третира како нарушување на јавен ред и мир во Законот против прекршоци против јавниот ред и мир, каде што е предвидена парична казна. Меѓутоа, тој закон не е доволен да ги заштити посебно од насилството. Има различни истражувања, кои што зборуваат за и тоа. самите сексуални работници и најголем дел од нив изјавуваат дека сакаат промена на законска регулатива, но пред се да бидат заштитени од насилството. Така. Оние податоци кои што јас дојдов, вие рековте тука се никаде податоците и најновите од 2015 според нели ХОПС, вели од 310 сексуални работници 211 потврдиле дека биле малтретирани поради сексуалната работа. Тоа се отприлика, како ми рековте, некаде 80%? Мислам дека се околу 60, не сум добра во математика, напамет. Еве 70 на секако са процент. Така, значајно голем процент е дека биле жртви на насилство. Значи насилството го трпат од нивни клиенти, од полиција, од случајни минувачи. Истите податоци го потврдија истражувањето кое годинава го направи коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници заедно со ХОПС. Исто во кое истражување најголем дел од испитаниците потврдија дека биле малтретирани од нивни клиенти, полиција, минувачи и така натаму. Да. Кога сме кај тоа, еве некој е малтретиран како сексуален работник и потоа се јавува во ХОПС. Што вие помагате? Ајде да ги прецизираме тие, нели? Социјален работник, правна помош и така натаму. Докаде може да се оди во тоа, во таа помош, да речеме? Првично ги мотивираме самите да пријават. Така. Првично, збориме откако ќе се јават кај нас, ги мотивираме да пријават во полиција. Нудиме поддршка во смисла на поддршка од социјален работник или од правник при пријавувањето во полиција или ако има потреба во некоја друга институција да се пријави. Ако се согласи да се пријави, вообичаено секогаш има придружба од некој од тимот на ХОПС до полициска станица или било каде, во насока прво пријавата да им биде прифатена. Низ годините многу често се случувало пријавите воопшто да не им бидат прифатени од страна на полицијата. Па ќе кажат ние пријавивме во полиција, меѓутоа во полиција воопшто да не е регистриран. За оние кои не сакаат, не се мотивирани да пријават заради страф, заради стигмата, заради осудата, заради двојната виктимизација која ќе ја добијат, нудиме друг тип на социјално психолошка поддршка, разговор со социјален работник, разговор со психолог во однос на надминување со стресот и со проблемите кои се соочуваат секојдневно. Исто така правниците поднесуваат и писмени изготвуваат представки до сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди, доколку полицијата нели не постапила, до народен правобранител или други засегнати институции, зависи од случајот, нели ова е најгрубо кажано така. Така е, да. Но ако реши некој од сексуалните работнички да тргне, да го оди патот, нели во, да речеме, да биде осуден, другиот, вистинскиот злосторник, како вели Ибурчев во својата изјава, има ли правна помош од вас? Може ли да и има адвокат кој што ќе ја заштитува, да речеме, ке? Вака, во однос на адвокат или застапувањето пред суд, се малку специфични и не можете вие тоа да го направите или како? Го правиме, меѓутоа кога станува за прекршување на човекови права, не за сите процеси во не за сите, не може за сите да добијат таква заштита. За прекршување на човекови права, дискриминација, во тие случаи обезбедуваме и бесплатна правна помош, односно застапување. Иако до сега нема таков случај кога некој иницијативно ќе се пријави да сака да ја истера постапката до крај. Значи не сме имале ние пример каде што била истерана постапката или вие немате искуство такво? Ние немаме искуство кога зборам за ХОПС како организација, сепак во Македонија постојат и други организации кои работат за поддршка на сексуални работници. Ние ја нудиме поддршката, меѓутоа процедурите кај нас се многу долги, се демотивираат и не се осудуваат да пријават
заради стигма и дискриминација. Спомена Драгана во својата изјава, нешто така мислата го измоабитиме, не знам како стојат истражувањата на оваа тема. Колку полицијата и полициските службеници знаат да превземат надмоки на тоа, или значката и сето на што го носат со себе како полициски службеник, па да и тие побараат сексуални услуги бесплатно, како вели Драгана, па да тепаат, да малтретираат и така натаму? Се случува и тоа. Во голем процент или не? Не е загрижувачко или како велат бројките? Се случува, сега не би шпекулирала точно со точно со бројки, бројки, бидејќи некогаш и еден случај да е доволен доволен. Се случува, не можам да генерализирам за цела полиција, меѓутоа се случува одредени полициски службеници да ја злоупотребуваат својата должност и значката, како што велите вие. Можат да се јават и како корисници на сексуалните услуги, меѓутоа без злоупотреба на нивната службена должност. ХОПС изминативе години правеше обука со полициски службеници во насока на сензибилизирање за работа со сексуални работници, за насилството кое го трпат. Последната обука се случи пред 3 години, каде што представници од невладина организација и полиција од Англија го презентира Мерсисайд моделот, односно начин како полицијата заедно со во Ливерпул, полицијата заедно да ве прашам како. Полицијата заедно со невладините го направила најдобриот начин на заштита. Така е некако. Важи за еден од најдобрите начини на заштита. Што направила? Направиле многу, меѓутоа соработката со невладините кога пријавуваат насилство, значи првично одат во невладините. Сега невладините се многу полесно имаат контакт со сексуалните работници од институциите. Ги спроведуваат до полицијата во однос на пријавување, меѓутоа низ годините полицијата многу направила за сексуалните работници за да ги заштити од насилниците, па е добиена стекната довербата во полицијата. Имаат апликации на мобилен телефон кој што се вика Aglimax, кој што објавуваат фотографии на насилници кои што се забележани дека малтретирале сексуални работници, им кажуваат во кој регион во градот се видени, така да функционира тоа. Кај нив функционира. Ние правевме обука, значи со полициски службеници во однос на како да ја подобриме соработката во однос на пријавување насилство врз сексуалните работници. Така да. Кои се други некои работи во однос на истражувањата кои што може да не ги кажете, да речеме, не знам, во однос на, не знам, малтретирање, во однос на интересен податок ми кажавте пред да влизаме во студиото. Велите, ниту еден од сексуалните работници не е ХИВ позитивен. Што е добро. Во 2010 година се спроведе биобихевиорално истражување кое го спроведува Институт за јавно здравје заедно со ХОПС, а финансиски поддржано од Глобалниот фонд за борба против ХИВ, сида, туберкулоза и маларија. Податоците од тоа истражување покажаа дека од сите испитаници во истражувањево нема ниту еден ХИВ позитивен случај. Сексуалните работници ние ги мотивираме преку бесплатната дистрибуција на кондоми која што се прави на редовна основа. Редовно да користат кондоми и со нивните клиенти и со нивните партнери. И им обезбедуваме бесплатни гинеколошки прегледи со лекар-гинеколог со кој што соработува. Ги користат ли овие услуги? Да, ги користат. Овозможуваме бесплатно ХИВ советување и тестирање. Тоа значи дека освен тестирањето за ХИВ добиваат информации како да се заштитат, добиваат информации како да го намалат ризичното однесување во однос на ХИВ и другите инфекции. Можат да добијат различни советувања и се мотивираат редовно да ги прават тестирањата. Овде вели од 310 сексуални работници, ова е 2015, ова се сите? Ова е бројката на сексуални или многу повеќе се? Каква е бројката? Не, во ова истражување се опфатени 310 различни сексуални работници. Во новото од 2017 или 2016, како? Вака, ХОПС од почетокот на својата работа, заклучно со ноември, има исконтактирано околу 785 сексуални работници. Минатата година
2016 исконтактиравме 225 различни сексуални работници кои ги добиле нашите услуги. Постојано се зголемува бројот на сексуални работници, односно ние кои ги контактираме за прв пат. Бројката е поголема, сепак ние контактираме со најмаргиналните. Ние работиме, нудиме услуги на сексуални работници кои работат на улица, сексуални работници кои работат во хотели, кафеани, меѓутоа највидливи се оние кои што стојат на улица, меѓутоа според истражувањето кое го цитиравте, најголем процент од нив работат во кафеани или во хотели. Така да бројката Кафеани, хотели, ама варира бројката. Некаде над 800, така? Тоа се податоци кои до сега ги има само ХОПС. Така е, да. Другите организации во другите градови си имаат други контакти. Единствено во 2010 година е направено едно истражување за големината на популацијата, односно колкав е бројот на сексуални работници во Македонија. И според тоа истражување бројката се движи од 2,5 до 3,000 2,5 до 3,5 сексуални работници во Македонија. Меѓутоа тоа е едно единствено истражување и потребни се и други Потребни се нови, истражувања. тоа 2010, така реков. Да, нови истражувања. За да дознаеме од прилика барем бројката. За да се дознае од прилика бројката, меѓутоа кога ќе имаме бројка, ќе знаеме кои сервиси им се потребни, каде да ги насочиме тие сервиси, да се истражи кои се нивни проблеми и потреби со кои се соочуваат, затоа ни се потребни истражувањата, а не само за статистичка бројка. Така е, Еве имаме толку, имаме толку. И толку да завршиме со бројки. Да завршиме. Тие податоци ни се потребни за креирање на програми и нели политики за нив кои што се хубави и Така е, ефективни. потребни. Споменавте други градови, всушност ХОПС има и места во другите градови кои што нели се достапни, да речам, за сексуалните работници кои што имаат своји проблеми. Така ХОПС ја даде поддршката во отварање на програми за сексуални работници во други градови, односно тоа се Тетово, Гостивар, Охрид, Струга, Кичево, Струмица, Битола. На многу места има тоа. Во поголемите градови, пограничните градови, да не испуштив некој, се отворени програми за поддршка на сексуалните работници. ХОПС ја даде поддршката на започнувањето на тие програми преку обука на тимот кој би работел, меѓутоа се невладени, посебни невладени организации кои си работат на проблематиката. Така е, да. Кој е бројот? Има ли некој број на кој што можеме да ставиме сите ние доколку дали сме и некако граѓани доколку забележиме насилство врз некој сексуален работник да го искористиме телефонот за јавување? Доколку Дали така дознавате всушност, нели, за некое малтретирање? Не. Ние работиме директно со нив, преку теренска работа. Имаме добро развиена теренска работа во Скопје. Ги контактираме преку теренската работа или ХОПС има и дневен центар за поддршка на сексуални работници. Теренскиот тим е составен од најчесто од социјален работник и теренски работник, кој е сексуален работник или добро ја познава заедницата на сексуалните работници, за да имаме добар пристап, нели да можеме да пристапиме. Довербата е многу важна, нели? Довербата е многу важна. Дека е навистина сакате да им помогнете, така е? Да, довербата е многу важна. Работиме анонимно, без запишување на лични податоци или било што. Анонимно, доверливо и сите наши услуги се бесплатни. Така да преку директните контакти ние ги контактираме преку нашата теренска работа или во дневниот центар, изворно од нив ги добиваме информациите кои им се потребни услуги или со какви проблеми се соочуваат. Во однос на социјалните работници многу често имаат потреба од информации како да добијат здравствено осигурување, како да добијат социјална парична помош, како да добијат лични документи, придружба низ институции за да остварат одредено право. Во однос на правник, како што веќе споменав, тоа се информации за за нивни основни човекови права, дискриминација, меѓутоа од сите области на правото не е ваква да добијат информации, да им бидат изготвени писмени барања и така натаму. Исто така имаме и параправници. Параправници се сексуални работници кои се обучени да работат со сексуални работници, меѓутоа во насока на пренесување на информации пред се за
насилство и дискриминација. Бидејќи многу тешко се контактираат, многу се ранлива, многу се скриена група баш заради стигмата и дискриминацијата. Ние во континуитет работиме на обука на тие параправници кои директно контактираат со заедницата, им пренесуваат пред се информации. Не секогаш се свесни за своите права, не се свесни каков тип на насилство има, каде можат да пријават. Па во тие случаи можеби не контактираат директно преку параправниците или параправникот ќе побара информација од колега од тимот која што ќе им биде пренесена. Така е, па тоа е добар, одличен начин, така да се стигне до нив, така е да се... Врсничката едукација е многу важна кога се работи со маргинални групи, со скриени групи, за пренесување, бидејќи нема да се обратат во институција, да побараат конкретна помош, а многу од институциите воопшто не ги препознаваат како група која има потреба од нив, а се случува да бидат... А баш кај што не препознаваме дека имаат права, така? Тоа на крајот на денот доаѓа нормално. Така. Да. Пред крајот сме на овој разговор и само уште нешто, нели ја зачнавме таа законска регулатива. Знам дека се повеќе невладини организации во тој невладин сектор кои што се тука да дадат поддршка, но и да им помогнат во борбата со против насилството на сексуалните работници. Што вие мислите, што треба да се направи? Колкав е слухот од државата? Како да работите? Има поместувања некој? Не. Вака, најбитно е кога се прават било какви политики да бидат вклучени засегнатите страни. Односно, да бидат вклучени самите сексуални работници, бидејќи тие се најзасегнати во однос на сите закони и регулативи кои се донесуваат. Други засегнати страни, невладините организации, односно здруженија кои работат со нив долги години. Секако тука се институциите кои исто треба да бидат вклучени, како Министерство за внатрешни работи, судовите, основно јавно обвинителство, центри за социјална работа, па и здравствените работници и така натаму, сите засегнати страни да бидат вклучени во една јавна дебата или поширока дебата, некоја таква или во јавна дебата, сега зависи кој начин ќе биде, меѓутоа и така како треба да бидат вклучени. Без вклучување на засегнатите страни не можеме да направиме никакви промени од кои би очекувале позитивен исход. Во иднина. Така е, да. Тоа е јавен ред и мир, ако нарушувате, колку е казната? Казната е од 600 до 800 евра во денарска противвредност. Само толку? Значи вие можете да измалтретирате некоја сексуална работничка и на крајот на денот, така или не? Не, тоа е доколку самиот член во законот вика доколку некој се оддава на проституција, тоа е казната. Меѓутоа, насилството врз сексуалните работници се третира и треба да се третира како и секаков друг тип на насилство. И пријавувањето е во полиција. Значи, нели си постојат процедури? Обвинителство, полиција си прават процедури за каков тип на насилство станува збор, како се тоа процесуира, какви се обвиненијата и така натаму. Така. Самото оддавање... Самиот чин на одање кон таа дејност... Меѓутоа, во нашата пракса, се казнуваат само сексуалните работници, не и нивните клиенти. Така. Добро, ви благодарам Силана за овие нешта кои што ги поделивме со јавноста и мислам дека поднаучивме сите заедно, веројатно најважното нешто што денеска треба да го научите е да го отворите умот и да им кажете на сите луѓе дека нивен е изборот како ќе го живеат својот живот. Ви благодарам што и со оваа втора тема некако бевте заедно со отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена информација, точна и навремена. Она што треба да го соопштам во продолжение е дека сега повторно време за пријателите на телевизија Нова се до 9 часот, кога следуваат и најновите информации. Тука се Валентина Грурковска со информациите за временските услови, под Александра Велинова за најновото од земјава и секако и со Мухич со она што е најново во светот ова утро. Останете на фреквенцијата на телевизија Нова.
И сега е време да продолжи натаму со своето патување отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена информација, точна и навремена. Сега е време да го чуеме хитот за оваа недела. Тоа е Рам Парарам на Супер Хикс во име на одличниот концерт кој што тие го сработија во петокот на малата сцена на Борис Рајковски. Ram pararam pararam pararararam pararam pararam pararararam pararam pararam pararararam pararam pararam pararararam. Сега знам овој пат не го оди никој друг, иако имам чувство дека пак се вртам в круг. Само мој, морам да го изодам сите пречки, сите стопки, вешто да ги избегнам. За да ти кажам, еј ти, погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, те умрам. Еј ти, погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, те умрам. Рам парарам парарам парарарарам парарам парарам парарарарам. Тешко е, но на крај знам јас пак ќе успеам. Покрај сите барикади стојам и не попуштам. Издржав и на крај во очи ќе ме погледнеш, насмевка на лице стои и пак ќе чекаш да јас да ти кажам. Еј ти, погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, ќе умрам. Еј ти, погледни за тебе, живеам за тебе, постојам од тебе, ќе умрам. Ram pararam pararam pararararam pararam pararam pararararam pararam pararam pararararam pararararam pararam pararam pararararam pararam pararam pararararam. Ei ti, pogledi za tebe, živeam za tebe, postoјam od tebe, te umram. Ei ti, pogledi za tebe, živeam za tebe, postoјam od tebe, te umram. Да, она што го видовте пред малку ќе биде нешто кое што ќе го гледаме секојдневно во рамките на отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена информација, точно и навремена. Најважната информација ово утро која што треба да ви ја кажам врзано со она што го видовме пред малку, наречено Ало градоначалнику, е дека градоначалниците, се надевам не само на Скопје, туку и сите други градоначалници од градовите низ Македонија, ќе се одважат и ќе дојдат во студиото на телевизија Нова да одговараат на мои, но и на наши, но и секако ваши прашања. Терминот кога ќе бидат тие во студиото на телевизија Нова, значи започнуваме со Филип Темилковски, градоначалникот на општина Кисела Вода, и затоа ви велам од понеделник до четврток некаде ќе имате време да поставувате прашања на отворените телефони на телевизија Нова, се она што како проблем, тема ве засега, врзано за вашата општина, вашето место на живење, кажете ни го за да можеме ние да му го поставиме како прашање на господинот Темилковски. Потоа тука е и Facebook страницата на телевизија Нова, утринска на ТВ Нова ИТН, но и мејл адресата itn@tvnova.mk. Ова се трите места кај што може да поставувате своји прашања и се надевам ке заедно отворено ќе го прашуваме и ова утро, односно овој петок од 8:10 па се до 9 часот првиот градоначалник во Ало градоначалнику, а тоа е градоначалникот на општина Кисела Вода Филип Темилковски. Толку за и околу промото и она што ќе и се случува на отворената утринска програма
програма во петок. А сега имам чест да им кажам добар ден веќе на две прекрасни дами, Ксенија Николова и Гордана Војнаска од Култура и Завачката куќа, која што го издаде четвртото чедо, како велат, или четвртиот роман на Ксенија Николова. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро. Добре ве најдовме. Како сте рекле, Ксенија, вака љубов кон самите себе е лекот против емотивните манипулатори. Така е. Така е, нели? Така е. А додека дојдеме до самите себе, има процес. Па токму тој процес е опишан во мојот нов роман Емотивен манипулатор, љубовта кон самите себе и како да дојдеме до истата, осознавањето на сопствената душа и сопствените квалитети, верување во истите и со тоа штитење од сите негативности како што е емотивната манипулација од страна. Така е. Една година, Филите, работевте на овој роман. Толку треба една година или се е тоа прво во глава, па потоа само се става, излегува како? Процесот е индивидуален како кому. Мене обично ми е така, прво ми е во глава, па потоа нели го седнувате па запишувате. Апсолутно, да. Временски зависи од инспирацијата, зависи од врските, зависи од тоа колку често работиме, нели? Меѓутоа да, за овој роман ми беше потребно прилика година дена. Една година, да. Гордана, каква беше соработката, како тргна се во однос на тоа? Тука сте за авторите воопшто македонски, нели, особено оние кои што предизвикуваат внимание. Се разбира дека сме тука Да. и ние секогаш ќе ги поддржуваме Така е. македонските автори. Соработката тргна спонтано. Морам да признам дека Ксенија појави интерес нашата издавачка куќа да застане позади нејзе, а ние веднаш тоа го прифативме. Соработката е одлична, многу е интересно, секогаш што го повторувам, значи и сите кои ќе ме прашаат, најубаво е да се работи со автор кој што знае што сака. Значи она веќе конкретно, веќе си Имала свој план, си имала така свој е, план да. или целата динамика околу издавањето и понатака, нели, тој маркетингов. Ксенија многу добро си знае низиното треба. чедо како треба да се Да. насочува и ние сме тука само да ја поддржиме. Да. Што знаевте, што му треба на ова чедо, што се вика емотивен манипулатор? Па токму како што кажа Гордана, соработката се случи спонтано. Јас знаев дека на ова чедо пред се му треба поддршка и куќа која што ќе застане за истото вистински, буквално кога кажувам вистински, мислам со апсолутно целосна поддршка, со совети, со критики, со конструктивни разговори, затоа што нормално сите ние учиме секој ден и многу е важно да се има поддршка каква што имав јас од Култура и од Гордана како мој уредник, да за да го направиме тоа во најдобра верзија можно и да се развиваме и да одиме кон подобро апсолутно работејќи. Тоа и го добив, тоа и се случи и затоа сум многу и среќна и радосна затоа што сето на кое што го вложи во ова дело на крајот од денот излезе онака како што излезе благодарение на поддршката која што имав од издавачката куќа. Така е. Да им кажеме само на гледачите, но малку потоа, нели, да ни се јават на 2402-005 или 2402-002. Останат уште некоја минута заедно со отворената утринска програма да ви кажат Гордана и Ксенија што е уште така многу важно, врзано е за овој емотивен манипулатор. Јас ве прашувам, Гордана, сега неколку дена само помина од промоцијата, Да. но дали има интерес? Многу голем интерес. Промоцијата беше во средата во 19 часот во кафе барот Интермецо. Имаше преубава атмосфера, имаше преубави луѓе, значи наши пријатели на Ксенија. Многу убава беше промоцијата, промоторот, мислам се излезе така спонтано. После тоа Ксенија беше во Зебра, имаше подпишување и во саботата исто подпишување и јас не се сомневав, значи во ниеден момент не се посомневав дека незината книга нема да има интерес, дури кога јас уште предходно воопшто не ја ни најавував Ксенија како автор, туку цело време викам не чека роман, не чека роман. Млади девојчиња и незини читатели ни се јавува дали е тоа Ксенија, кога ќе излезе Ксенија, па кажете ни порано, викам сега тоа е во тајност нормално дека. Значи они наслутува, знаеа дека дека излезе незината книга. Да. А како сте вие во Култура во однос на тоа кој треба да влезе како некој кој што ќе биде издаден? Колку сте строги да речам во тоа дека некој кој што е добар како роман ќе излезе, а оној друг нема да има место, да речам, сега ако е тоа јазикот. Па добро, морам да признам дека имаме строги правила, критериуми кои што не сакаме да ги, значи принципиелни сме и никогаш не се нарушуваат нашите критериуми. Значи прво кога ќе се прати текст се чита редакциски, управниот одбор исто го чита, им се прави една мала студија нели околу сето тоа за да им се каже
потенцијалот, да го препознаеме потенцијалот во таа книга. Се разбира дека ние поддржуваме македонски автори, но и понекогаш и малци оној комерцијален ефект важен. И за нас и за авторката, нели, се разбира. Иако тој не е првостепен, се разбира, но е важен. Тој е многу важен и кој ќе видиме дека таа книга ги има сите елементи, во секој случај заслужува да биде подпишана од наша страна. Логото на култура веќе постои 70 и некоја година. Значи треба да биде вистинско место. Да, за 2-3 години ние славиме 75 години и годините не ни дозволуваат да си играме мајтап со. Па добро, ајде мајтап да не речеме, ама да внимаваме кого издаваме и како издаваме. Знам дека сте го прочитали Емотивниот манипулатор. Ксенија ни ја кажа својот дел од приказната или барем начинавме. Како вие ја видовте како читател? Па, јас секогаш кога ќе прочитувам книга и ако ми доаѓаат онакви некои пеперутки или морници, кои што ги викам, знам дека таа книга ќе успее, дека има... Незината книга е многу емотивна, многу интересна, поучна е. Треба не само млади, кажи го, да личности, девојки и момчиња, да ја прочитаат туку и ќе ја прочитаат и они од постарата возраст и ќе видат дека ќе се пронајдат себе си. Ќе се пронајдат себе си и ќе се позицираат позиционираат во својот живот, каде треба да бидат и што треба да бидат и да ги препознаат оние луѓе кои што ми ја црпат енергијата и ги манипулираат. И да ги избегнат. Да, и да ги избегнат. Да. Емотивна манипулација, последици од неа, депресија, љубов кон самите себе, вака некако е процесот низ овој роман. А јас се прашувам додека го пишував тоа сето и кога ќе се застане и ќе речете ова готово, тоа е тоа. Кој прв чита? Па вака, значи процесот како што кажавме прво е во мојата глава. Јас од прилика секогаш знам што сакам да кажам со приказната, а нормално таа си добива некои свои нови насоки пишувајќи, а нели добиваш некои нови аспекти, чувствуваш дека треба да дополниш нешто. Едноставно тоа самата приказна го прави, нели низ процесот на создавање на листата. Кој прв чита? Па искрено јас кога ја завршив книгата, прва ја прочитав Гордана, мојот уредник, не никој апсолутно друг не од моите блиски, не. Навистина? Да, моите блиски. Секогаш така правите? Ова е исклучок како е? Ова беше не е секогаш така, ова беше едноставно овој пат така испадна и така одлучив дека кога ќе биде се готово, тогаш моите блиски, мислам, тие знаеа од прилика зашто пишувам, зашто се работи, меѓутоа немаа прочитано книгата и дури сега кога таа официјално излезе, почнуваа да ја читаат и некои веќе ја прочитаа. Така. Кога се работи за инспирација, веројатно не ви недостасува. Кога велите дека само во една година се создава нешто вакво, па потоа нешто следно веќе е во глава, така. Во едно интервју прочитав дека зборувате за тоа дека нели дел од напишаното е и автобиографско секако, но многу од него е и она што го имате како искуство собрано со меѓу своите блиски, своите пријатели, нивни пријатели и така натаму. Како е тоа во собирањето? Значи нели сетнувате и муабетите со некој. И сега нели кога вам нешто ќе ви звучи интересно, продолжувате да чипкате и купате за да ви биде достапно потоа како инспирација? Апсолутно. Мислам дека мене како автор мора нешто да ме испровоцира за да јас понатака истражувам. Можеби инспирацијата е автобиографска, приказата може да е сосема нели измислена, сакам да кажам, базирана врз работи кои што се немаат баш така случајно. Меѓутоа тоа се измешани нешта кои што го инспирираат авторот за на крај да создадат една приказна. Значи од многу различни места доаѓа инспирацијата, многу ненадено и многу неочекувано. Да, кога пишувате и тоа било важно велат за тоа каков е. Има врска тоа некаков со тоа кога пишувате? Кој дел од денот пишувате? Аха, кој дел од денот? Да. Има врска некако? Може има врска. Може има врска, иако се зависи од имагинацијата на писателот. Мислам дека и колку е он позитивен и негативен, односно што сака да постигне. Која е пораката што сака да ја постигне со неговата книга. Така е, да. Ксенија, кога создавате? Навечер? Па порано повеќе навечер, сега некако низ годините навистина во било кое време. Да, нормално и пишувањето си можеби да го имаш во глава тоа што сакаш да го кажеш во текот на целиот ден, но да најдеш време навечер затоа што имаш обврски други во остатокот од денот. Така да тоа се врти постојано во мојата глава, само јас кога ќе го ставам може да запишам некој дел за да не заборавам, меѓутоа од прилика може да се врти цел ден во мојата глава и на крајот денот да го запишам затоа што тогаш сум сама, имам мир и можам да се посветам како
како што треба. Да. Ја слушавме Гордана како таа ја виде вашата промоција, но вие вака интимно како? Го Па, доживеавте сето тоа? токму така, како што кажа Гордана, имаше многу убава спонтана атмосфера, која што мене многу убаво и ме направи да се чувствувам, дојдоа убави луѓе, беше весело, еуфоријата и пред новата година, тоа убав е овој период општо за славење на било какви нешта. Ние бевме многу среќни, радосни, расположени, се беше баш како што треба. Така е, сега е време да кажам, извинете што не почекавте, ама сакав да слушнете и да научите нешто и од ова искуство тука раскажано од Ксенија. Добро утро или веќе добар ден кому? Добро утро, Добро утро. Тања. Да, здраво Тања, како сте? Многу добро, слушајќи ја малата поетеса Ксенија. И бидејќи ве пратев, кажа дека автобиографски многу податоци има во нејзиното творење. Па нешто, има нешто, да. Секако провејува, таа вели така. Секоја чест. Од кај да наоѓа инспирација за поздравување. И баш ме интересираше која генерација е чисто... И па не сам ја не сакав дама, не се прашувало, велат за години. Да. Ма нека се интересира за генерацијата нејзина дека може стварно нешто корисно да направат од своите... Од својот живот. Да. Живување и така натаму. Така. Вистина, бидејќи имам деца... Млада девојка со доволно мудрост. Да, Гордана вели млада девојка со доволно мудрост. Да, Да. секој случај, бидејќи се одлучила да го пренесе сето тоа на хартија. Да. Јас стена само би сакала да ја поздравам и да се информирам каде може книгата... Е, тоа сакав да ви кажам јас. Да. Еве ја ве чека во просториите на телевизија Нова Бојрум да видите каде се наоѓаме и ќе го добиете овој предновогодишен подарок од Ксенија Николова и издавачката Куќа Култура. Ви благодарам за јавувањето. Ксенија, имате време пак за пишување на текстови за музика? Па да, имаме време, само што за жал моментално немаме многу македонска музика заради тоа што ни се случува. Јас баш во едно друго интервју зборував на таа тема. Тоа е една друга работа која што исто така многу ме исполнува и таму е малку поинаку бидејќи работите со композитор, со изведувач, со сето тоа, како дишате заедно во... И како се создава тоа? Вам ви даваат музика, па вие пишувате? Најчесто да, мене ми даваат готов производ, им треба текст, ми кажуваат отприлика за кого се работи, нели за да знам во која насока да се движам. И тоа е тоа, но некогаш се случува и да ми побараат прво текст, па тоа е поретко, а врз текстот да направат музика. Тоа обично оди со автори со кои што нели повеќе се познаваме, можеме да работиме одблиску и така натака. Меѓутоа секако тоа многу ме исполнува и баш ми е навистина жал за моменталната ситуација во која што се наоѓаме. А добро, тргна работава или не? Малку тргнува, но имавме страшен период. Имавме период на тотален молк што се однесува на музиката и на тотална демотивација на општо музичарите и авторите сите кои што работат директно во музиката. Се надевам дека тоа ќе се промени, се надевам дека нема да остане така. И кога станува збор за музиката и Ксенија како текстописец, уште само ова прашање, потоа одите во студио, сакате да видите како изгледа сето тоа? Секогаш. Најмногу заради тоа што на моментот додека се случува снимањето, многу од работите може спонтано да има потреба да се променат. Да треба да се додаде некој збор. Да не се отпеува убаво, да не звучи убаво, така и затоа е убаво секогаш текстописецот да биде присутен, за да може на лице место нели да действува и да промениме нешто за да биде што подобро. Така е. Во однос на емотивниот манипулатор, Гордана, што натаму правиме? Како се планувите на Ксенија? Верувам ќе се придржувате вие во однос на промоцијата. Па добро, Нова година е убав период, нели? Пред Нова година е убав период за подарување. Се разбира. Книгата самата ќе си го избори своето место, нели? Треба малце и незе да ја дозволиме, нормално со наша поддршка. Се разбира дека она ќе биде поддржан маркетиншки од наша страна. Ќе оставиме тоа на нашата имагинација, ќе има многу изненадувања, предновогодишни и така, мислам од издавачката куќа, а ги повикувам сите читатели, да ја земат книгата на Ксенија и да уживаат во незе, мислам дека секој ќе се најде во страниците. Така е, да. Ксенија, пред крајот на овој интервју уште неколку прашања, да речеме едно од нив, веќе имате нешто во глава за следно дело? Па не, искрено не. Затоа што тоа
толку многу некако е овој процес. Посветивте, да. Не само тоа, него оставам простор така да си легне се само по себе, да не форсирам. Тоа треба природно да дојде инспирацијата, доаѓа по Така природен дека пат. нели не требало секоја година или не знам да се случува. Мене ми се случува некогаш, еве јас лани изедов едно друго дело, еве сега веќе се случува. Некогаш можеби 5-6 години нема да имаш што да кажеш. Мислам, тоа е едноставно нешто што не можеш да го контролираш, или доаѓа или не доаѓа. Така да јас ако дојде супер, ако не ќе почекаме додека дојде и тоа. Така е, да. Не ве прашав пред овој разговор, но во едно интервју прочитав дека работењето во туристичка агенција е нешто кое што ве предизвикува, едноставно велите тоа завршив и тоа е моето место. Колку таму пак има нешто кое што можеш да го грабнеш и да, нели, да го преточиш во книга? Па има идејата е секогаш добродојдена без разлика во кој бизнес работите. Значи човек што има идеја, ќе најде начин да ја реализира истата. Така да идеите и креирањето на истите се секаде витални и потребни, особено помеѓу нас помладите кои што имаме пристап и до технологијата, до интернетот, константно сме изложени со милиони информации, навистина е убаво да се креираат идеи, да се создаваат нови начини и на патување и на создавање на дела, едноставно да се оди напред. Да, останува Барселона вашето место? Втор дом? Па да. Еве на гледачите, зошто Барселона? Затоа што таму студирав, таму ги завршив своите студии. И не само затоа, веројатно. И не само затоа, нели? Затоа што таму навистина поминав прекрасни 3 години, кои што буквално ми го променија животот од аспект на како гледам на истиот. Луѓето кои што ги запознав од целиот свет, кои што до денеска ми се пријатели, ми го променија животот. Умот мој се отвори многу повеќе, почнав да разбирам повеќе работи, да не судам никому бидејќи сватив колку луѓето се различни, дека навистина секој има своја приказна и доаѓа од различни места, и навистина ме порасна на еден многу убав начин низ искуството кое што ми го подари, и нормално секогаш чувствувам потреба да се вратам таму, да одам на местата каде што сум била, да се сеќавам колку и да ве прашам каде за Нова година во Барселона. За Нова година немам никакви планови, најверојатно ќе бидам тука, ама Барселона секогаш кога по Нова година ќе биде некаде избор. Сакам да ја посетам секогаш. Така е, да. Гордана, пред крајот на овој разговор, освен емотивниот манипулатор, што би им рекле на луѓето, што друго од култура да не заборават? Па пред Нова година, значи ќе имаме намалување нели на цените за да можат луѓето да си приуштат подароци, така. И повеќе од она што можат, така. Бидејќи мислам дека најубав подарок за Нова година е книгата. Барем ние издавачите нели тоа си го сметаме. Во декември ќе има уште еден роман кој што е исто интересен. Јас веќе го најавив на неколку места. Тој има буквално се. Авторката е Нора Робертс, таа е наша познат, мислам, авторка која што издавачката куќа култура ја издава. Светски познат, мислам, бестселер автор. Гениални лаги се вика романот, многу интересен, забавен од секаква точка, има и љубов, има малци еротика, има и убиства, има и криминал, има трилер, значи авантура. Добро за филмска приказна. Да. Па сега, авторите секогаш се инспирирани од некој, па дури една постара личност од мојата блиска околина вели филмовите што ги гледаме или книгите што ги читаме, јас велам дека тоа е фикција, дека тоа е измислено. Абе тоа вика може измислено, ама некогаш сигурно се случило. Значи секој ќе се толку е веродостојно и се пронаоѓаш во него. Да. Сите автори тоа се трудат, се разбира, да бидат веродостојни, освен ако е научна фантастика. Тука веќе имагинацијата е сосем нешто друго. Нема место, така. Да, ама во современите романи црпиме од секојдневниот живот. И за крај, Ксенија, поезија или проза? Проза. Повеќе проза, да. Повеќе проза. Да. А првото искуство беше поезија? Не, никогаш не, само проза, да. Така, само проза, никогаш не се обидела во стихови? Порано како дете сум пишувала нешто, ама не вака сега кога веќе. Зборувам за тоа дека нели како текстописац тоа е сепак нешто што е меѓутоа тоа е поврзано и повеќе со музика, малку поразлично го доживувам, меѓутоа не вака на хартија, проза дефинитивно. Проза дефинитивно, да. И сега откако можеа да го прочитаат, вашите дома што ви рекоа?
Па, позитивни се коментарите генерално. Сакате да го слушнете по тоа? Нивното? Мислам, мислењето на сите, особено на вашите ми е битно близки. мислењето, колку и какво и да е, значи секој и дури Секоја сугестија е добра дојдена, сугестија, секоја конструктивна критика е добра дојдена, затоа што така јас сакам да знам како тоа изгледало од страна, како го доживеале тоа што јас сум го создала и се разбира, тоа учиме и се трудиме да бидеме подобри. Така. Да, од искуството понекогаш и негативната критика е многу попродуктивна. Па јас мислам дека е тоа од недоброто, фалбите, така е, по да. Зашто по фалбите може малце да те дигнат. Па не да те дигнат, ама зависи да ти дадат нели ветер во и сега зависи од твојата нели карактерна особина како си. Дали ќе се стабилизираш или малце ќе те вивнат во небо. А критиката е секогаш добра. Добре дојдена. Да. Ви благодарам за овие поделени искуства, ставови. Ксенија, продолжи само да создаваш. Не ни кажувај години, како беше, како рековте? Млада? Млада е личност со доволно мудрост. Со доволно мудрост во себе. Така и го завршувам ова издание на Отворената утринска програма. Ви благодарам што бевте со нас овие изминати 180 минути или ако сакате 3 часа. Се гледаме повторно во среда, утре заедно со вас низ Отворената утринска програма. Ана Тодевска, довидување.